Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун доби кралски третман, вклучително и обиколка со председателот Владимир Путин на најнапредната руска локација за лансирање вселенски ракети на далечниот исток. Двајцата лидери наводно разговарале за можноста за испраќање севернокорејски космонаут во вселената, а Ким поставил детални прашања за ракетите. По средбата, Путин за руската државна телевизија изјави дека постојат можности за воена соработка со Северна Кореја и покрај меѓународните санкции. Од своја страна, Ким рече дека ќе ги направи врските со Русија приоритет број 1 и јасно стави до знаење дека ја поддржува руската инвазија на Украина, велејки, цитирам, "Ние секогаш изразуваме целосна и безусловна поддршка за сите мерки преземени од руската влада и председателот Путин." Додека Путин и Ким наздравуваат за нивната растечка воена соработка, разговорите предизвикаа загриженост во Вашингтон. Ова го кажа портпаролот на Советот за национална безбедност Џон Кирби. Ниту една нација на планетата, никој не треба да му помага на Путин да убива невини украинци. И ако решат да продолжат со некаков вид договори за оружје, добро. Очигледно ќе превземеме мерки за тоа и ќе се справиме со тоа соодветно. Состанокот предизвика загриженост и во Стејт департментот, според портпаролот Метју Милер. Би рекол дека е вознемирувачки кога гледате како русите зборуваат за соработка со Северна Кореја за програми што би ги прекршиле резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации за кои гласала самата Русија. Експерт за гласот на Америка изјави дека Северна Кореја и Русија очигледно постигнале договор што е победа за нив, но вознемирувачки за глобалниот поредок и регионалната стабилност. Мислам дека е ова многу значајно што се сретна во Вселенски центар и тоа е показател дека ова е вид на технологија што ја сака Северна Кореја, имајќи предвид дека неговите последни 2 шпионски сателити, двете лансирања на сателитите не успеа. Северна Кореја има потреба од таква помош. Фицпатрик изјави за гласот на Америка дека не се сомнева оти Северна Кореја ќе испорача артилериски гранати и противтенковски гранати, што секако ќе помогне на Русија во војната која го исцрпи својот арсенал. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека секоја форма на соработка на која било земја со Северна Кореја мора да го почитува режимот на санкции што беше воведен од Советот за безбедност.